Дами и господа, почитувани медиуми, почитувани граѓани, ми представува посебно задоволство што денес сум домаќин на Никос, неговата екселенција Никос Коцijas, мојот грчки колега, која прифати нашата покана и денес престојува во возвратна официјална посета на Република Македонија. Веднаш би сакал да ги искажам моите очекувања за продолжување на нашите средби, со што ќе го задржиме континуитетот на разговорите посветени на упредување на нашите односи. Со Никос имавме отворен и долг разговор по прашања од заемен интерес и мислам дека дадовме значителен придонес кон градењето на добрососедската политика, заснована врз меѓусебна доверба и почитување. Ние немаме скриени агенди и затоа многу ги цениме овие средби и градењето на заедничката доверба како основа за секое пријателство. Јас ги реафирмирав нашите надворешно политички приоритети, меѓу кои посебно место заземаат добрососедските односи и регионалната соработка, согласно европската определба на нашата страна. Во таа насока остваривме и конкретни резултати. Во изминатите 3 месеци, како што знаете, го подпишавме договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија. Дадовме нов импулс и динамика во нашите односи и со Косово и со Албанија. Договоривме одржување на заедничка владина седница за прв пат и успеавме да ги задржиме добрите односи со Србија и да им дадеме позитивна насока по оние турбулентни денови минатата недела. Односите со нашиот јужен сосед имаат посебно значење за нас, добрата економска соработка, големата фреквенција на движење меѓу нашите граѓани, заедничките интереси за стабилност, безбедност и просперитет на целиот регион и на нашите општества, се само некои од работите што не поврзуваат. Изразив надеж на министерот Коцijas дека Грција ќе ја препознае новата реалност во Република Македонија и нашата искрена желба за пријателство. Очекуваме и се надеваме помош и поддршка за нашите европски интеграции и сакаме една со друга да гледаме пријател и иден сојузник и да не се надмудруваме. Зборувавме многу за мерките за градење доверба. Пред малку нашите политички директори подпишаа еден меморандум за разбирање со кој што се воспоставува директна соработка меѓу дипломатските академии во двете министерства. Постигнавме нешто конкретно. Разговаравме и за зголемување на соработката во управувањето и респонсивноста на двете страни во однос на елементарни непогоди и кризи. Тоа е нешто што го погодува нашиот регион и ќе се обидеме во таа област нашата соработка да ја зацврстиме. Голем дел од работата за мерките за доверба практично беше направена во Атина во вторникот, каде голема делегација и од грчка страна и од македонска страна седнаа и разговараа за многу области. Знам дека очигледен и главен интерес ќе биде прашањето дали сме разговарале за разликата околу името и затоа без да чекам прашање ќе кажам дека разговаравме за процесот, за како ќе се одвива процесот, за методот, за модалитетите. Меѓутоа разговаравме и за тоа што се точно интересите и грижите
на двете страни по ова прашање, со цел да има поголемо разбирање во однос на тоа како едната страна го перцепира проблемот, како другата страна го перцепира проблемот, и мислам дека тоа беше важно и корисно. Се договоривме да се гледаме често, се разбира дека нема да се гледаме само за официјални посети, ќе имаме веројатно и прилика за краток разговор за неколку дена само во Талин, бидејќи има состанок во рамки гимник состанокот, каде што министрите за надворешни на земјите членки на ЕУ и кандидатите ќе бидат, така што и таму ќе имам задоволство повторно да го видам Никос.